ми се вера. Не ми се... Добро, бе, зошто не се ослободиш од овој отпад? Зошто? Ова било отпад. Пази што збориш. Прво, ова не е отпад. Ова за мене никогаш не знаеш кога може пак да ти притреба. Бе, некои од овие работи не се произведуваат, веќе ме разбираш. Тоа не значи дека тоа им ја намалува вредноста. Напротив. Толку се стари што можеш у музеј да ги однесеш, Ти си стар, па не те однесовме у музеј. Сакаш да се јавам? Каде у музеј? Не е во нула отпад. Што е тоа нула отпад? Нула отпад, тоа ти е компанија во Македонија која се грижи за електричен, електронски отпад и за батерии. Што збориш? Има таква компанија во Македонија? Па има нормално, што? Да? Да. Не. Да, има. Ама не им иде нешто баш у последно време. Супер им иде, ма сериозно, сакаш да се јавам, они доаѓаат и го собираат ова отпадов и ти си слободен човек. Бе, што зориш? Јас сум си слободен човек, немај се секирате вие многу за мене. Јас во секое време, се што ми е вишок, си носам на викендица. Па што не ги однесеш на викендица? Па не ми се вишок. Мислам, се уште не ми се вишок. Како бе не ти се вишок? Имаш 2 компјутера Commodore 64, 2 Pentium и тројка и 1 Pentium двојка не отпакуван. Имаш 4 рутера од првите рутери, 5 рутера имаш и телевизорот на дедо ти уште го чуваш. Немој да си ми го чачнал уште еднаш телевизорот на дедо ми. Прв телевизор у Скопје, ниш! Ама не работи! Како не работи? Не работи! Па не работи, ти фали таа централна лампа S315. Таа да имам, да видиш како ќе работи. Ама и таа не се произведува веќе, и црно-бел е телевизорот. Телевизиите што ги фаќал не зрачат веќе. Државите не постојат, мислам. Како да не? Ама сериозно мислам се... Знаеш дека од такви како тебе се загадува животната средина. Од такви како тебе се загадува животната средина. Како да не? Па ти ова ќе го фрлиш, кога тогаш, така ќе мораш да го фрлиш. И ти нема да го фрлиш у некој специјален контейнер направен за ова, ќе си го фрлиш у обичен контейнер, пошто така се знаеш. Ова не е обичен отпад, ова воопште не е обичен отпад, ова е токсичен отпад. Ако може не изгледа така, ова е многу отровно. Кога ќе почне да се распаѓа во земјата, испушта хемикали и токсини и тоа сериозно го загрозува здравјето на човекот. Како па да не? Да. Паци, ти смета на здравјето, значи ти смета на дишните патишта, на работа со срцето, на бубрезите, на работа на мозокот. А чекај, добро викаш, ти се јавуваш и они доаѓаат и ти собираат све. Све. Каблои, машини за перење, фрижидери, телевизори, монитори, Све, прожектори, фенови, све. ова, она, све. Добро, што ќе ми остане за викендица? А имаш викендица ти? Немам. Ама имам намера да си купам една китка, знаеш како е да? Е па до тогаш, што? Ај, јави се. Може, а? Ај, јави се. Оке, 070 236 000. 070 Нека дојдат, 2, 3. нека ми го земат богатството. Што ти кажам? Нема се. Душата нема, ти немаш душа. Да ти кажам, ти немаш. Немој да си тако се. Ало? Нула отпад? Добре дојдовте во Агенда. Денеска ќе се обидеме да ви дадеме одговор на прашањето што е тоа електронски или електричен отпад. Тоа е генерички термин кој што се користи за опишување на стара електронска или електрична опрема. Опрема која што е при крајот на својата употреба или е веќе отфрлена. Како, например, апарати од домаќинството, опрема за осветлување, опрема за забава и потрошувачка, канцелариска опрема, информативна опрема, електрични електронски апарати,
Вака звучи мощно кратко, да. Но сите доволно добро знаеме дека списокот на ваква стара опрема низ нашите подруми е бесконечен. Во минатата епизода зборувавме за нула отпад како начин на живот, а во оваа ќе зборуваме за компанијата Нула отпад која ви нуди соодветно решение како да се ослободите од тој отпад кој никако не смееме да го фрлиме во обичен контейнер затоа што не е обичен отпад. А доколку не се третира соодветно овој отпад, може да стане и штетен по здравјето на човекот. Како се третира овој отпад во Македонија и како треба да се третира, одговор на ова ќе ни даде нашата гостинка Билјана Костадинова. Билјана, добро ни дојде, како си? Добро најдов, одлично. Кажи ми, зошто како општество уште немаме јасно формулирана еколошка етика? За да ни се случи тоа, потребно е прво да имаме една суштинска промена во свеста на човекот, а потоа да направиме промени во општеството. Денеска се соочуваме со ситуација кога ги имаме подзаборавено, односно подзагубено вредностите кои што се како грижа, емпатија, сочувство, соработка. Значи имаме некои вредности кои што веќе сме ги заборавиле и кои што е нужно што поскоро да ги вратиме во мода. Тоа е едниот проблем. А вториот проблем е преголемиот консумеризам, односно бесконечната потрага по исполнување на сите наши желби. Тука воопшто немаме сопирачки. Сетилата бараат колку повеќе им даваме, толку поголеми сензации бараат. Значи навистина таа наклонетост нема сопирачки и се вртиме во еден маѓепсан круг на нашите потреби. Затоа ова на подолги стази не е одржливо и мора да направиме некои итни и драматични мерки на кои што трошиме и живееме како општество. Затоа човечката етика, односно еколошката етика не доаѓа до израз во секојдневието во кое што живееме, а мораме да признаеме дека на сите нас не ни се допаѓа средината во која што живееме. Морам да нагласам дека човекот по својата биомаса, иако е само 0,01% во однос на останатиот растителен и животински свет, сепак некако мајсторски ни успева да загрозиме се живо и тоа во надпропорционални размери, вклучувајќи го дури и сопствениот опстанок. Па од тука не постои легитимитет кој што ја оправдува човековата амбиција да загрозиме се друго што постои на планетата и самата природа е одржлива доколку се грижиме за неа. Тука доаѓаме до клучниот збор и вистинскиот одговор на твоето прашање. Грижата е таа која што треба да ни донесе чиста и здрава животна средина. Грижа наспроти индиферентност. И таа индиферентност не ја имаме за жал само во екологијата, туку ја имаме во сите сфери на нашето живење и свесни сме сите дека таа е таа која што не влече надолу и полека, но сигурно системски не убива. Па. Не убива, Бога ми, добро, имаме ли некој план како да ја развиеме еколошката свест? Што би направиле? План секако има начин и има и пат. Меѓутоа треба да има волја, свесност и знаење како да делуваме пошироко. Патот по кој што се движи Нула отпад е еден зелен тек кој што го следиме долги години наназад и кој што на наше задоволство се повеќе луѓе ни се приклучуваат на истиот, станува поброен, помасовен, побрз. Проблеми секако има. Секојдневно се соочуваме со проблеми кои што за момент не оддалечуваат од целта, меѓутоа чекорите се посигурни и побрзи. Во однос на планот за како да ја развиеме еколошката свест, тоа е нешто што е од исклучително значење денеска и децении наназад се дискутира за тоа прашање. Меѓутоа се чини дека треба да почнеме од почеток. Треба да почнеме од образованието. Да се знае за нешто и да се има свест за нешто се две различни работи. Затоа мораме за нештото, за да бидеме свесни, прво треба да научиме за истото. Затоа еколошката едукација мора да биде првиот чекор пред уште да почнеме да дискутираме за еколошка свест. Јас имам прашање, може да прашам? Повеле. Кажи ми, можеш ли да ни објасниш нешто повеќе за вашата акција и програма која што се има случајно во 2023 година и за тоа каква награда имате добиена за таа кампања? Така, еколошката едукација за која што спомнав дека е почетна, односно појдовна точка за да дојдеме до таа еколошка свест, ние години наназад ја работиме бидејќи краткорочни резултати во подигнување на јавна свест нема некоја магично стапче со кое што така имаме сите еколошка свест и секој ни биде убаво, чисто
чисто и сјајно. Значи, долги години се работи на едукација на најмладите. Програмата која што ја има нула отпад осмислено и долги години наназад ја реализира е насловена како Караван на супер еко херои. Намената е за најмладите и изминатата година доби плакета за општествена одговорност од Министерството за економија, бидејќи концепирана е на начин на кој што следуваат навистина добри резултати. На долги стази очекуваме генерации кои што ќе знаат како да ја унапредат и заштитат животната средина. Во што се состои програмата? Имаме замислено еден супер херој, се вика Нула. Го представуваме на дечињата. Самата програма е замислена како караван кој што ги посетува училиштата и градинките, постојано ќе врви, ќе се надоградува и ќе се развива. Значи, тука ја опфаќаме идејата дека не можеме со една интервенција, со една едукација да постигнеме некои значителни резултати, но иако е кратка интервенција на една група деца во едно училиште, во една општина, сепак тоа го сметаме како траен влог во иднината. Самиот херој, суперхерој Нула, е дете, така што децата лесно се идентификуваат со него и многу брзо ја прифаќаат задачата да бидат помошници на суперхеројот Нула и токму тука и ги постигнуваме вистинските резултати, бидејќи навистина, ако сакате некому да му објасните како се рециклира, само дајте им ја задачата на децата и тие сериозно ќе си ја сватат работата и резултатите несомнено ќе следат. Децата се нашите екоамбасадори кои што наученото го пренесуваат дома на своите родители, на своето поблиско обкружување, така што резултатите веднаш се видливи. Им даваме и мали кантички за собирање на батерии, за да ги собираат дома, па потоа што ја наполнат кантичката ги истураат во големите канти за собирање на батерии што ги има во сите маркети, во училиштата, така што дечињата навистина сериозно си ја сваќаат својата работа. Кога ќе им кажеме дека една батерија, ако ја фрлиме во обична канта, дека ќе загади вода потребна за 11 дечиња во текот на една година, верувајте дека во ниту еден дом, ниту еден родител, ниту една баба или дедо нема да фрли батерија во обична канта, туку тоа внимателно и одговорно ќе се собира во посебната кантичка и потоа ќе си дојде на вистинското место каде што ќе се рециклира. Задоволни сме што оваа програма ја препознаа како квалитетна, која што дава резултати и беше соодветно наградена и признаена. Одлично, ви честитам на тоа и се надевам искрено дека мисиите на вашиот суперхерој ќе бидат успешни и се повеќе и повеќе. Да, суперхеројот навистина постигнува резултати. Одлично. А добро, например, како ние да помогнеме, например, за нашите деца да станат поекосвесни во нашиот дом, во училиштето, надвор? Како да допреме до нив? Кој е начинот? Еве, освен, нели, како што рековте, овој суперхерој Нула, дали има и некој друг начин на кој што ние како родители, не знам, како чичко, тетка и од дома, од фамилијата, да успееме да допреме до нашите деца и општо да им ја пренесеме пораката. Така, се согласувам. Поблизу првото обкружување на детето, Тоа првата природна средина е домот од родителите. На дечињата не само треба да им кажеме како треба, туку треба да им покажеме како треба, така што примерот е тој кој што е пресуден и кој што треба да се следи и во домот, а понатаму и во втората средина на децата, во градинка, во училиште, па на крај во надворешната средина. И мора да има некоја конзистентност и доследност во постапките, тие вредности за кои што Кико зборувавме на почетокот во однос на тоа што се треба да се почитува во нашето општество, треба да има една доследност за да можат децата правилно да постапуваат и да знаат дека тоа е вистинскиот начин на кој што сите треба да постапуваме. Така, всушност да им се даде добар пример пред се. Примерот е пресуден. Пресуден. Така, а може ли да не кажете дали имате некоја анекдота, некаква смешна ситуација во сите овие акции што ги правите, дали со децата, дали со возрастните? Так. Нешто што би го издвоиле вака како позитивна случка. Позитивни случаи има многу. Не радува што кај децата со кои што соработуваме има навистина развиено чувство за грижа и за емпатија. И кога на почетокот на едукацијата ги прашуваме кој е вашиот суперхерој, пред да го представиме нашиот суперхерој, добиваме и одговори: мојот суперхерој е мојот татко, мојата мајка. Тие селектираат отпад, ме учат да правам правилни работи, така што слушајќи ги тие одговори, сваѓаме и ние дека сме на правилниот пат и дека иднината нема да биде толку страшна, доколку тие деца ги преземат работите во своји раце на начинот на кој што тие самите знаат. Анекдоти има многу. Често
собирањето, да речеме, на отпадни батерии од надпреварувачки карактер. Кој ќе собере најмногу, ги мериме во килограми и тој е победник. Сега бираме најдобар помошник на суперхеројот 0. Тука се пресериозни во таа задача, што да дотаму не се јави еден дедо и вели: деца, кои сте вие? И сега им кажувам, ние сме 0 отпад и вели: абе, моето внуче вика од слушното апаратче батеријата ми ја земало, се живо собрало од дома, само за да однесе повеќе батерии за некој надпревар. И сега, после тоа, мораме на секоја едукација минимум по 10 пати да нагласиме дека се собираат само старите батерии, а не сите батерии по дома, затоа што собрале и од далечински, од се што нашта се собрале само за да победат на надпревара. Така што сериозно ја сваќаат својата работа и се одлични помошници на суперхеројот 0, така што навистина очекуваме дека ќе имаме некоја иднина со вакви деца кои што се грижат и се одговорни. Кога ќе им се даде задача, одговорно ја сваќаат. Баш ми е мило. Сега мислам дека конечно јас можам да поставам прашање. Ние требаше тебе да ти дадеме предност, ама знаеш, тоа кај нас не повеќе одржливоста не опција, туку неопходност. Ако споредиме порано и сега, одржливост има ли повеќе, се знае ли како, што е пресудно? Така, ќе тргнеме од девизата на нашите баби и дедовци. Нивната девиза ништо не се фрла. Сигурно се сеќавате на времето или пак сте се нашле во ситуација во домови на постарите генерации, каде што кон работите грижливо се однесува, се чуваат работите за подолго да траат, се реупотребува и навистина се користи максималниот век на уредите, наместо денеска кога нешто малку ако се скрши веднаш одиме да купуваме нешто ново, се што е излезено во излогот апсолутно сакаме да го имаме, кога уредите се преголеми, а престори стари или издодевни, ние сакаме нов уред да купиме и веднаш стариот го заменуваме со нов. Така да порано се имал некој потворечки однос кон животот, а денеска повеќе сме фрлени кон консумеризам и зависимо од потребите кои што ги налага индустријата. Еве, не знам вие на колку време менувате мобилни телефони? Па не фреквентивно баш. Ама ги чуваме за жал Објективно, реално. За жал ги чуваме Дали ги менувате на 2-3 години? На 2-3 години. Тоа е релативно брзо. Така и направена целата ситуација да ти мораш да купуваш и постојано телефон. Да речеме немате апдейт на софтверот, телефонот ви работи, ама сакате нови апликации и автоматски сте приморани да купите нов уред. Така да менуваме уреди на 2-3 години, дури уредите кои што се чинат исправни ги менуваме затоа што се веќе застарени и технологијата налага да купуваме нови. Докажи, извини. Токму во тие мобилни уреди има 10 елементи кои што со рециклирање може да се употреба да се направат, да речеме, турбини за ветер, соларни панели, некоја здравствена технологија како пейсмејкери. Меѓутоа, наместо тоа, овие телефони завршуваат во обична канта и дозволуваме да загадуваат и да го загрозуваат и човековото здравје и колективното. Интересно што кажа старите дека чуваат електроника по дома. Се симнав во подрум кај баба ми и влегов во едно сопче и имаше, сопчето беше само стара електроника, грамофон од 1970-80, не знам што, телевизори стари, они од најголемите по 100 кила. Нешто работеше од тоа? Грамофонот не го пробува? Ништо не работеше. Тоа реѓа веќе почнало да паки, јас се јавив на 072360000. Ти дозволи, ја се надевам? Да, ми дозволи. Мора не знае сигурно до сега Наша тоа тајна беше. и дојда и ми го зема целиот отпад. Така, јас сум повеќе за тоа, спомените да ги чуваме за себе, а тие уреди кои што навистина ни го затрупуваат домот, па без разлика дали е подрум или во домот, да направиме место за убава енергија. Точно. Местото не им е таму, тие таму самите по себе нема да се поправат, ниту ќе евоцираат некои спомени, спомените да си ги чуваме за себе и да направиме место за нови спомени кои што ќе ги создаваме. Дали може да ни кажете како да направиме мал, но сепак значаен чекор за здрава животна средина? Еве неколку корисни совети за нашиот електронски отпад и како да ја прошириме пораката. Така, чистата околина не може да ја постигне еден поединец, меѓутоа мора да се започне од некого, некој мора да ја почне промената. Прво би нагласила свесно купување и свесен избор. Голем дел од работите кои што вообичаено ги фрламе се купени во недостаток на свесен избор, затоа што сме гледале одредена реклама, затоа што е одреден период од годината, затоа што некој друг го има. Значи под влијание на разни маркетинг канали, ние сме под влијание постојано да купуваме и да трупаме работи кои што можеби не ни се потребни. Доколку го продолжиме животниот век на нашите стари уреди,
не се произведува толку јаглероден диоксид за да се произведат нови, па можеби треба два пати да размислиме пред да го смениме стариот уред со нов. Дали навистина ни е потребен нов уред? Ако сепак сакаме да се почастиме со нешто ново кој што го има на полиците и во продавниците, експертите за електронско рециклирање препорачуваат членовите од најблиското обкружување од дома да ги наследат уредите кои што се уште работат. Да речеме вашите баби и дедовци сигурно не им треба iPhone 16 со најнови стариот уред ќе им го дадете на нив, па сепак и тие да имаат некој понапреден од претходната верзија. Така што да се наследат уредите за да се зголеми нивниот животен век. Постои дури и можност да ги донираме во добротворни организации, да помогнеме некому кој што е финансиски понемоќен од нас. Постои таква опција, а доколку уредот никој не може веќе да го користи, не се поправа, тогаш решението треба да ни биде лиценцирана компанија која што тој уред ќе го рециклира и ќе биде ресурс за создавање на нешто ново. Ја вака кога те слушам, сваќам дека јас сум рециклирал со тоа што мојот стар телефон секогаш го давам на жена ми, она се љути. Ја ти добро си дома ќе кажам дека добро дека правам многу ја, дека одговорно многу се постапа. И нема потреба да се лути повеќе. By the book се By the book се направил, а не сум знаел, сам Не. ќе се штипнам за ова. Вака, можеш ли да ни кажеш како граѓаните можат да дојдат до вас, како да ве исконтактираат и што всушност може да очекуваат од вашите услуги што вие ги нудите како организација? Така, услугите на нула отпад се достапни за сите граѓани на целата територија на државата. Телефонскиот број е 070-236-000, каде што апсолутно секој може да се јави и да пријави стара електроника од својот дом. Стара електроника, се што има кабел или батерија, може да се рециклира и да се предаде на нула отпад. Значи, со едноставно јавување, доаѓа екипа и бесплатно од прагот на вашиот дом ја подигнува целата стара електроника. Значи, не мора да наоѓате некој сосед да ви помогне да го кревате фрижидерот, да барате возило, И да седи па у гаража, да се мислите да седи у Кај да го гаража. ставиме фрижидерот, брат. Ете така. Значи доаѓа некој бесплатно и од прагот на вашиот дом го подигнува уредот. Единствено треба да е исклучено од вода и струја и да е на достапно место за преземање. Така. Достапно е за сите граѓани, а и за правните лица и за компаниите, бидејќи денеска и нема компанија која што не користи електрични електронски уреди во своето работење. Штом се расипат да не седи во некоја канцеларија натрупано, нека се јават, ќе се земе од прагот на нивната компанија и ќе си добијат документи кои што ги налага законот дека правилно, согласно законските регулативи постапиле. Како што си постапил и тие во двојство. А сега може и после емисијава да постапам со уште 2-3 фрижидери од гаражот кај дедо ми. Сакаме ние да аплицираме за тие. Ако имаш проблем, ќе ти дадеме зелен лист за телефонот Не, ја дека мислам правилно дека си ќе имаме- постапил за да докажеш дека согласно законските регулативи се Дедо ми ќе падне у депресија ако му го давам стариот според од горење, така да... Подобро да Ама мислам дека нема да знае за ова. наша мала тајна. Да, наша мала тајна ќе остане. А гледам тука имаше некои маички. така. Бидејќи вие сте наши партнери во мисијата за подигнување на јавната свест, би сакале да ви дадеме едни маички на кои што го пишува вашето име како наши амбасадори, кои што ни помагаат до луѓето да допреме за правилно да постапат и да не побараат на еколинијата. Дали ова е за тебе, Повели? Фала ви многу. Го пишува твоето презиме на крајот како амбасадор на нула отпад. Ти благодарам. Александар, ова е за тебе, Ти благодарам. Повели. И Кико, ова е за тебе. Ти благодарам. Може да отворите да видите дали ви е презимето точно. Чекај, леле. Браво. И да. Мислам и дека Мале, да. точно ќе ви биде. Супер. Ја да, у задње време почнав да носам малце потесни маички, така да супер се ве погоди. Иди ние немаме ништо да ти дадеме за поклон, ова е прв пат гостинот на некоја емисија поклон да му остави. Ке ни извиниш, ама следниот пат ќе имаме и ние нешто спремно за тебе. Сигурно. Ви благодарам и на одличното друштво, мене навистина ми беше пријатно со вас. Ти благодариме Билјана што беше со нас, а ви благодариме на вас, драги гледачи, што се грижите за здрава човечка животна средина и се надеваме дека ќе го користите бројот на нула отпад многу повеќе. Да го повториме уште еднаш, 070236000. А сега мислам дека веќе е конечно време да видиме какво мислење на оваа тема имаат нашите сознајковци. Од нас довидување, а вие, драги гледачи, останете живи, здрави и најбитно еколошко одговорни. Користете ги зелените контењери за електричен и електронски отпад и батерии.
Време е конечно да научиме. Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш? Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Батериите внатре имат како има внатре нешто. Мој другар еднаш ќе најде батерија, вака го шутна и тоа кога падне на коптата, тоа бум експлодираш. Ние во школа имаме контейнер и кога ќе најдеме батерии на отпадот, ние ги земаме и ги фрламе од таа контейнер. Јас сум одговорна за животната средина со тоа што не фрлам отпад насекаде. Општо, како луѓе, не сме свесни за тоа колку штетиме на природата со загадувањето и со све тоа што го правиме. Мислам дека сепак ние сме главните причини за загадувањето. Со рециклирањето можеме највеќе да помогнеме. Секако имаме сега и доста во маркетите, доста канти кои рециклираат и секако јас исто рециклирам. Видовме дека по училиштата ставаат доста отпадоци за рециклирање и мислам дека и тоа е еден од главните фактори за добра животна средина. Батериите ја загадуваат нашата почва и вода. Придружете ни се да научите како правилно да ги рециклирате истрошените батерии и да ги чувате токсичните хемикалии надвор од нашата околина. Батериите во депониите испуштаат штетни хемикалии во нашата земја. Научете безбедно да ја отстранувате и да одржувате нашата околина чиста. Проблемот со електричните отпадъци расте многу брзо. Придружете ни за да знаете како тој штети нашата планета Земја и како ние да го намалиме загадувањето. Загадувањето не чека, не треба ниту ние. Слушајте практични чекори во кои што секој може да ги преземе и за да се бори против загадувањето на воздухот, за да се заштити нашата околина. Па ставите телефони, ставите лаптопи и гаджети, често пати тие се трупаат како токсичен отпад. Открите како можете безбедно да се отстраните од електрониката и да им дадете втор живот. Мислам дека сериозно може да помогне ако повеќе од луѓето стварно селектираат што фрлаат, каде фрлаат. Старината електроника е повеќе од ѓубре. Тие се многу како загушливи за нашето здравје и за нашата животна средина. Загадувањето не е проблем, туку е предизвик што можеме да го решиме. Придружете ни се да знаете како индустриите, заедниците и поединците да здружат и да направат почист воздух и подобра средина за живење. Секоја акција која што превземаме остава еколошки отпечаток. Ајде да разговараме за тоа како малите промени во вашата дневна рутина може да го намалат вашето влијание врз планетата Земја.
климатските промени се реални и тоа се случува сега. Придружете ни се додека зборуваме за тоа како глобалните активности можат да имаат глобално влијание. Време е да преземете одговорност. Загадување на воздухот вреди живот и пари. Дознајте како можеме да ги намалиме загадувачите и да го подобриме нашиот квалитет на живот, почнувајќи од почиста енергија и транспорт. Нашите шуми, реки и дивиот свет се под закана. Ајде да истражиме како да го заштитиме богатиот екосистем во Македонија и како да обезбедиме балансирана средина за генерацијата која што доаѓа. Што ако секој избор што го направивте вие ќе помогне на планетата? Од користење на енергијата па се до намалување на отпадот. Дознајте како одржливиот живот може да помогне со заштитување на иднината. И сега шо? Шо сега, шо слободен човек, шо? Шо правам ако ми притреба нешто од работија? Не се секиде, ти ги вратија некои од работите што ти функционираат. Значи не мора да купуваш. Што збори? Ами црбаните тука, ја мислим никој нема да ме видам. Било лесно, бе, брат. Фактички јас сега реупотребувам. Виде? Абе, што не кажувате вакви работи? Лесно, бе. Здравје нека. Ајде. Вода. Вода. А вода? Да. Еколошка е?